Почитуван градоначалник на општина Новаци Стевановски, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, владата преку Министерството за транспорт и врски, како најголем инвеститор во општините, продолжува со својата политика на давање на поддршка за реализација на проекти кои директно влијаат на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Обезбедуваме забрзан економски и регионален раст и развој на урбаните и на руралните општини. И во вакви времења кога и ние како држава ги чувствуваме последиците од светските кризи, со навремени мерки и посветена работа обезбедуваме континуитет на сите започнати проекти, а како што најавуваме денеска, сме овде да најавиме уште еден многу важен проект за граѓаните. Исто така и поддршката која што ја даваме на општините не е застаната во ниту еден момент. Напротив, инвестираме и работиме на реализација на голем број на проекти низ скоро сите општини низ целата држава. Денеска заедно со градоначалникот Стевановски се наоѓаме во населеното место Бач во општина Новаци, каде започнуваме со градежни активности за изградба на цевковод за водоснабдување на населените места Бач, Брод, Живојно и Добровени. Станува збор за голем комунален проект, чија целосна проектна документација од проектирање па се до изведба ја изработивме во Министерството за транспорт и врски и опфаќа две фази. Во проектот, во оваа прва фаза која започнува денеска, се опфаќа изведба на доводни цевководи заедно со пумпни станици и доградба на резервоар за населените места Бач и Живојно. Дополнително, во понатамошните фази ќе следи и до изградба на секундарни водоводни мрежи низ селата Бач, Брод, Живојно и Добровени, како и резервоари за водоснабдување на вода за противпожарни потреби. Инвестицијата за првата фаза на овој проект изнесува 27,5 милиони денари, од кои 26,2 милиони денари се обезбедени преку буџетот на Министерството за транспорт и врски, а општина Новаци учествува исто така со свој буџетски средства во висина од 1,3 милиони денари. Како поранешен градоначалник, знам колку е важна поддршката од централната власт до локалните самоуправи за реализација на вакви проекти кои што значат подобрување на локалното живење на граѓаните низ општините. Во делот на патната инфраструктура во овој регион сакам исто така да информирам дека завршивме со реконструкција на патните правци Битола, Нижеполе и регионалниот пат кон населеното место Ротино, за што вкупно инвестиравме повеќе од 25 милиони денари. Би сакал да најавам дека веќе изведувачите се воведени во работа во дел на реконструкцијата на регионалниот пат Битола граничен премин Меджитлија. Договорите со изведувачите се веќе подпишани, тие се воведени во работа и во секој момент ќе отпочнат со работа, бидејќи во моментот веќе ги вршат подготвителните работи на терен. Градежната офанзива е активна низ целата земја, сите граѓани и сите општини ни се важни. Министерството за транспорт и врски и понатаму продолжува да инвестира средства за развој на локалните средини, на локалните самоуправи и ќе продолжиме со реализација на инфраструктурни проекти со цел поквалитетен живот на нашите граѓани и обезбедување на рамномерен регионален развој на територијата на целата држава. Благодарам.